Слушате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Обвинетиот серијски убиец молчеше и гледаше во таван, но не призна вина, па остана без адвокат, оти не го испочитувал договореното. Судот ќе бара нов по службена должност за следното рочиште. 44 годишен охриѓанец починал откако проголтал дрога во обид да се спаси од полициска контрола. Функционериот вреди задржани на албанската граница. Дел од нив тврдат дека им бил забранет влез поради поддршката за протестите. МНР бара одговор од албанската амбасада. Нови правила за организирање гиваве и подароци. Од идната недела задолжителна дозвола за организирање и на доместок за нивно приредување. Размената на оган продолжува, ескалираат тензиите помеѓу САД и Иран. Во тема на денот вечер во интервју со генералниот секретар на Интерпол. Останете со нас. Обвинетиот серијски убиец од Кумановско денеска се појави во судница, но не призна вина, па неговиот адвокат одлучи да се повлече од случајот. Според обвинителството, ова е прв случај во регионот кој делата ги извршил поради некрофилија. Деталите ги има Миријана Давидовска. Морбиден молк, ладнокрвно смеење и поглед кон таванот, вака 25-годишниот овчар Трајче Бојковски, обвинет за серија свирепи убиства, се појави пред правдата. Драмата во Кумановскиот суд настапи од самиот почеток, кога обвинетиот серијски убиец одби да си го потврди сопственото име. Ова кај присутните оштетени роднини на жртвите предизвика револт, коментираа дека тој се преправа. По кратка пауза Бојковски проговори без воопшто да се замисли, негираше вина за сторените дела. Обвинителството тврди дека се работи за случај без преседан, каде доминантен мотив била некрофилијата, но бруталните детали за убиствата на 4 немоќни жени денеска добија шокантен пресврт. Обвинетиот Трајче Бојковски целосно ја негираше вината, пошто неговиот адвокат веднаш му го откажа полномошното, па судењето за хоророт во Кумановско е одложен за 31 август. Обвинителот Љубомир Лапе го квалификуваше случајот како монструозно дело со кое судот се нема соочено никогаш во Македонија, па дури ни во југословенската пракса. Овчарот од Драгоманци убил 4 жени и уште 2 се обидел да ги убие. Според обвинителството, Бојковски свесно ги избирал жртвите да бидат немоќни, стари и осамени, со намера да ги задоволи своите полови страсти врз мртви женски тела, влегувал во нивните домови, физички ги напаѓал, удирал и давел, па откако ќе ги усмртал, врз нив извршувал полови дејствија, рече обвинителот. Подготвувајќи се за ова судење и уште во фаза на истрага проучував судска пракса од бивша Југославија навака и да, имало неколку серијски убици, меѓутоа не сретнав случај каде што доминантен мотив за сторување на кривичните дела била некрофилијата. Во светска пракса има неколку такви случаи кои ги анализирав и ги искористив на некој начин за да го поставам обвинението и теоријата на случај во овој предмет. Воедно на истите околности се предложени и двете оштетени кои што ги преживеале нападите и кои што во детали опишуваат како бил извршен нападот. И тоа сето во содејство со вештите наоди и мислења од обдукциите за видовите на повреди кореспондираат, се работи за исти или слични телесни повреди. Во однос на постапката, очекувањата беа дека обвинетиот ќе признае вината, но за жал такво нешто не се случи. Станува збор за многу на дрзок начин и суров начин извршување на овие кривични дела, така да очекувам судот да му определи максимална казна на обвинетиот. Адвокатот на обвинетиот серијски убиец се откажа од полномошното да го брани, бидејќи обвинетиот одбил да признае вина како што претходно се договориле. Тој не сакаше да открие детали поради кои причини обвинетиот направил ваков потек за да не му наштети во понатомошната постапка. Обвинетиот не го прифати мојот совет да признае вина на првото рочиште и сметав дека повеќе моите услуги правни нема да му се откористи и затоа го откажав полномошното на истиот.
Со оглед дека се работи за притворски предмет, судот нема да чека долго по летните одмори. На следното рочиште ќе мора да му биде доделен адвокат по службена должност, а пред судечкиот совет ќе треба да дојдат за да сведочат и двете преживеани жени. Во вишето јавно обвинителство во Скопје се води постапка и за докторите кои што не знаеле да проценат дека смртта на некој од жените била насилна, па тие биле закопани како да починале од природна смрт, пошто следуваше ексхумација за да се поврзат делата на серискиот убиец. Миријана Давидовска, Сител телевизија. 44 годишен охригенец починал откако проголтал пакетче со дрога во обид да се спаси од полициска контрола. Настанот се случил синоќа на булеварот Туристичка. 44 годишен охригенец сакајќи да ја сокрие дрогата од полицијата проголтал опаковка со наркотична материја. Најнапред му се влошила здравствената состојба, пошто од страна на полициските службеници повикана била итна медицинска помош, со чие возило бил пренесен во општата болница, но и покрај преземените медицински мерки тој починал. Тој другото лице кое било со него им се добро познати на Охридската полиција. На 8.7.2026 година во 22:30 часот на булеварот Туристичка во Охрид лишен од слобода има 32 годишно лице од Охрид. Тој управувајќи патнички автомобил Range Rover со чешки национални ознаки. Него сопрел возилото подаден знак од полициска патрола, току избегал и по дополнително преземени активности бил застанат. При таа полициските службеници во возилото го забележале СП 44 годишно лице од Охрид, кој веднаш проголтал опаковка со наркотична материја пошто му се влошила здравствената состојба, стои во соопштението на СВР Охрид. Докторите предупредуваат дека преголемата количина на кокаин е крајно опасна и директно доведува до смрт. Овој мокен стимуланс предизвикува сериозни кардиоваскуларни и невролошки проблеми кои можат да завршат фатално. Кога ќе се земе во поголема количина, а особено ако се комбинира заедно со алкохол, тогаш се јавуваат оние несаканите ефекти врз физичкото предсездравје, што значи доведува до особено нарушување на срцевиот ритам, тахикардија и други абнормалности на срцев ритам, се до развој и на миокарден, дури и инфаркт може да се развие, и тоа е, мислам, како една од најчестите причини за зголемена смртност поради предозираност со кокаинот. Инаку по насока на јавен обвинител се преземаат мерки за целосно расчистување на настанот. Нина Аритоновска, Сител телевизија. Функционериот вреди задржани на албанската граница. Дел од нив тврдат дека им бил забранет влез поради поддршката за протестите. МНР бара одговор од албанската амбасада. Нови правила за организирање гиваве и подароци. Од идната недела задолжителна дозвола за организирање и на доместок за нивно приредување. Функционериот вреди биле задржани на граничниот премин Кјафасан кон Албанија. Дел од нив тврдат дека им бил забранет влез, а се сомневаат дека можна причина е нивната поддршка за протестите во Албанија. Министерството за надворешни работи бара официјален одговор од албанската амбасада. Пратениците од Вреди Беким Чоку и Аднан Азизи и заменик генералниот секретар на владата Хаси Муртезани биле запрени на граничниот премин Кјафасан во обид да преминат кон Албанија. Повеќе од 1 час без образложение биле задржани од граничната полиција. Иако подоцна им било кажано дека забрана за влез има лице кое патувало со нив, Чоку на социјалните мрежи тврди дека и покрај дипломатските пасоши од полицискиот службеник добила информација дека забраната важела и за нив тројца. Се сомнева дека причината е неговата поддршка за протестите во Албанија. До овој момент не сме добиле никаква одлука или официјално известување што ги објаснува причините за оваа постапка. Поради тоа не можеме да направиме ништо повеќе освен да поставуваме прашања и да бараме транспарентност од албанските власти. Доколку причината е поврзана со фактот што јавно ги поддржавме одамнишните протести во Албанија, тогаш тоа би било длабоко загрижувачко, пишува во статусот Чоку. Заменик генсекот на владата Муртезани за Сител вели дека забраната не била за нив туку за сопатник. На него му беше кажано од страна на полицаец или царина, не знам што беше во границата, дека има забрана за влез во Албанија. Значи, немаше забрана ниту за мене, ниту за двајцата пратеници од Влен, туку имаше забрана за влез, и тоа привремена забрана за влез, за еден наш сопатник кој што не носи ни јавна функција ни ништо. Дури на крај ни беше кажано дека вие може да продолжите. Јас читам дека сме објавени као нон-града, као не сме биле дозволени да преминеме во граничниот премин. Ова е сосема невистина.
Вреди баре официјален одговор за инцидентот од албанските власти, зошто се задржани функционерите и дали за нив има забрана за влез во Албанија. На барање на македонското МНР повикан бил представник од албанската амбасада, а на средбата била побарена официјална информација од албанските власти во врска со настанот. Генералниот директор на албанската државна полиција Скендер Хита вели дека граничната полиција постапила согласно законот во случајот пријавен вчера на Кефасан, каде на едно лице не му било дозволено да влезе на албанска територија поради законските пречки. 3 лица со дипломатски пасоши беа информирани дека може да го продолжат своето патување. Другото лице кое беше во нивно друштво имаше законски пречки на границата и не можеше да патува во Албанија. Другите тројца граѓани одлучиле да не го продолжат своето патување. Истите се вратиле во Македонија. Медиумите од соседството објавија и кратко видео од граничниот премин додека тројцата функционери чекаа да добијат информација зошто не им се дозволува да ја поминат границата. Дел од медиумите директно го поврзуваат вчерашниот случај со поддршката токму на овие лица на протестите во Тирана во така наречената Фламинго револуција. Според албанските медиуми, тамошните власти им забраниле влез на повеќе десетици лица од Македонија, а наводно на листата се нашле 60 лица поврзани со коалицијата Влен. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Власта чека одговор од опозицијата, но се појасно е дека нема да се усогласат позициите за измените во изборниот законник во предвидениот рок. Левица обвинува дека се бара алиби за да не се донесе ново законско решение. Владеачкото мнозинство се уште не добило одговор од опозицијските СДСМ, Левица, ДУИ, Села и Таравари за тоа дали ќе има усогласен став за изборниот законник пред 15 јули. Крајниот рок според кој Брисел ќе цени дали ќе ни додели дополнителни 4 милиони евра од планот за раст. Премиерот Мицкоски денеска со нов повик, но и со критика до Левица дека и покрај тоа што првично се усогласила со измените на изборните правила, подоцна се откажала и одбегнала одговорност. Само дајте да го завршиме ова до 15 јули, за да може 10 чекори да ни бидат успешно завршени, за да можеме да идеме во следна фаза. Кажете што сакате, ставете го на хартија, ние ќе го прифатиме. Само да биде содржано гласањето на диаспората. Една изборна. Повеќе пари, еве ние ќе намалиме од кај нас, иако сме најголема политичка партија, нека биде за нив. Немаме никаков проблем. Се што мислам дека тие ќе направат, ние ќе го прифатиме. Но за жал еве до денеска немаме се уште никаков повратен одговор од страна на опозицијата. Од Левица вчера излегоа со соопштение дека тие ќе ја преземат иницијативата за опозицијска средба што ја предложи власта, но денеска упатија критики дека овој состанок е само алиби на ВМРО ДПМН за да не се донесе изборниот законник. Европската унија обезбедува околу 4 милиони евра поддршка доколку се донесе нов изборен законник, но ако тој повторно не се донесе според постојниот модел, ДПМН, СДСМ, ДУИ вреди, повторно ќе поделат околу 10 милиони евра државни средства за платено политичко рекламирање. Кога ќе се стават бројките на маса, станува многу појасно зошто некои партии се толку комотни инсистираат процесот да пропадне, велат од партијата на Пасиев. СДСМ денеска нема коментар за изборниот законник, чии пратеници ги блокираа измените со 10.000 амандмани. Лидерот на СДСМ Филипче синоќа за Сител посредно ја одби средбата што ја иницира Левица, но повтори дека нема да дозволат гласање на диаспората од далечина. Не можеме да заклучиме ништо друго, освен дека се отвара врата за изборен грабеж. Не постои друга логично објаснување на тоа да се инсистира на модел во кој што ништо не е утврдено во однос на безбедноста, целосно се менува начинот на гласање. Да, добро. Изборниот модел, изборниот модел се менува кај нас. Со тоа што на некој му се дозволува да гласа по пошта, а овде некој гласа со спрееви, фингерпринтови и така натаму. Какви се тие разлики во безбедностите на критериуми? Катерина Нешкова, Сител телевизија. За придонесот на Македонија и придобивките од членството во Интерпол во тема на денот интервју со Валдеси Уркиза, генерален секретар на Интерпол. Со него разговараше Славица Арсова. Mr. Urquiza, first of all, thank you very much for this opportunity to talk to our newscast this evening. This is your first time in our country as Secretary General of Interpol. How do you view our country as a partner within the organization? And how would you assess the cooperation with the National Central Bureau in Skopje? The North Macedonia Police Force is an active member of our organization, and we have been benefiting a lot from the partnership.
This means that we have been able to get the involvement of the law enforcement agencies from the country in several operational activities that we perform. Activities that range from combating drug trafficking to human trafficking, trafficking of weapons, and so on. And we have benefited a lot as well of the intense exchange of information between Interpol General Secretariat, North Macedonian police forces, and also other member countries that would share information with the Macedonian police agencies. And this means that we have been able to together identify potential threats, not only to the country, but to the region and to the entire global community. But our organization also benefits from the expertise, the knowledge from the officers from North Macedonia. We have signed, for example, last year in November, an agreement to welcome the police academy to our global network of law enforcement police academies. This means that police officers from other countries can benefit from trainings and from expertise, from research that is conducted by the police academy here. And at the same time, our community has been able to provide dedicated training capabilities to the officers from the police agencies here in the country. So it's been a very fruitful cooperation, and I do believe that the work that is being conducted here by the Macedonia police forces are helping making the world a safer place. How would you assess how important is the contribution of the Macedonian police to Interpol? Is the size of the country of any importance, or are there other things that are decisive about how helpful is one partner? The size of the country is not the key element. It is the potential to contribute in global law enforcement activities. And I'll give you one example on how we are at this moment benefiting from the expertise of the Macedonia Police Agency. We have currently 2 officials from Macedonia that are working in our headquarters, that are contributing to the work we perform to the entire global community. One of them is working with us in a very important role that we have with fugitives and missing people. And it's a police official from the Macedonian police that is leading the entire global program for fugitives, so for wanted person and for missing people. And at the same time, the visibility that the Macedonian police has on the information of threats crossing here the region, of potential criminal networks that operating from the region but reach other countries. This is also something that we are benefiting, and we are able to cross-check that with information that we have from other parts of the globe. So it is an intense cooperation in terms of data sharing, in terms of analysis, in terms of capacity building, and especially on operational activities. Yes, this leads to my next question. Criminals today can operate across multiple countries, sometimes within a couple of hours. Why is global police cooperation now more important than ever? The reality is that the criminal landscape changed a lot in the past years. If you see maybe a decade ago, a criminal investigation would need to collect information only at the crime scene. So meaning that the police agency will need to just gather all the evidence that they need in one single place. But the reality now is that more and more crimes become transnational. So they have elements that involve different countries. It can be even day-to-day criminal activities that we see, but you need to collect, for instance, digital evidence that is based in a server that is outside the country. It could be a case of
a criminal organization that perform scam activities from one region and are targeting nationals from another region. And without police cooperation, without an intense exchange of experiences, of information, and without a coordinated approach between different countries, we cannot fight criminal organizations nowadays. The scenario is very different. It has evolved a lot, and it requires more than ever that strong and close cooperation between different countries. In your experience, is there any form of serious crime that can be investigated without this international cooperation? Today, everything is interconnected. All criminal activities are interconnected. Criminals move fast. We also see how they are moving financial assets across borders very fast with the new means of digital payment. We see how they are leveraging from technology to expand the geographic approach of their criminal activities. So I can tell you that all criminal areas, all criminal activities are now really transnational operations. What are the most significant security threats that Interpol is facing today? We see more and more the evolving landscape on the cyber criminal activities. Criminals now, they are expanding activities in that domain. They are benefiting from the newest technologies that makes easier for them to implement their criminal activities, and it makes harder for law enforcement agencies to investigate. It requires specific expertise, it requires specific equipment, and it's getting harder for law enforcement agencies to investigate those crimes. We also see the increasing level of activities related to drug trafficking all over the globe. What changes from one region to the other sometimes is the routes, is the type of drugs that are being trafficked, but the reality is that we see the numbers of drug trafficking raising all over the globe. And this means that those organizations are getting more financial resources. They are becoming more well-resourced, and the intensity of criminal activities is really increasing. So I would say that those are realities that we see across the globe in different regions and in different countries. You mentioned cybersecurity and the threats to this infrastructure. And how did the artificial intelligence transform this problem? And can the law enforcement keep up with what the criminal groups can do in this regard? I believe you mentioned the right word. So it is transforming how criminal activity is performed. So we have been seeing for the past years how criminals are adopting artificial intelligence tools to perform their work. It means that now for certain criminal activities, especially on the cyber domain, they don't need to be experts anymore in all the different aspects of a criminal activity. They are using those tools to develop the expertise they need. They are also using that to reach more victims. So they are able to process more. They are able to automatize some of the activities, and their impact is getting bigger and bigger. On the other side, we have also the complexity of investigating crimes that are based on the use of artificial intelligence, because this requires police officials, to be experts on this domain. So it's changing also the profile of police officers. So what we had before as the expertise or the knowledge that we need from the law enforcement professionals, it's changing now, and we need to adapt
our recruitment processes. We need to adapt our environment to attract and retain those talents that are needed now with this different profile. But it's important also to notice that artificial intelligence is also becoming an ally for law enforcement agencies. We have, of course, not on the same pace of criminals, but law enforcement agencies are adopting solutions based on artificial intelligence. This is helping us, for instance, to assess a larger volume of data, to process more information, to prevent crimes that perhaps before we are not able to do because it would demand a level of manual work that wouldn't be feasible for a specific agency to execute. But now, with the adoption of those technologies, we are also able to deliver more and perform more work than before. Looking ahead, what concerns you, what threats concern you the most in the next couple of years? It is for sure the threats based on the use of technology. We see how fast technology is developing, and we see that police organizations are not able to follow on the same speed. And the challenge there also is that because this is all interconnected, because this involves criminals operating from anywhere in the globe, it's not enough that your own national police agency is able to investigate or to process cases like that. You need to have all agencies in the globe with the same minimal level of capacity, because the investigation that will be conducted here in Skopje, for instance, would require the collection of evidence in another country, in another region, and then you need that agency to have the expertise that is needed for that. What role does the Western Balkan play in today's global security environment? Does the region remain primarily a transit route, or have criminal groups from the Balkan become fully integrated into the international criminal networks? Yeah, what we have seen is that criminal organizations from the region are also operating globally. So they have been able to build connections, they have been able to find routes, they have been able to develop activities outside the region. So for us, it's important the work, the intense work that we do with police agencies from the countries here in the West Balkans region, because they are the ones that have the visibility, the experience on the identification of the threats that are performed by those groups. It's very hard today that you find criminal groups that would operate isolated in their own national borders. They are expanding, leveraging from technology, leveraging for the borderless environment that we live, and more they are becoming global organizations. Can we practically explain how does this cooperation work when a criminal from one country moves to another? We are asking Interpol to help us locate. How does that really work in practice? Could you give us an example? Yes, so in every investigation, in every criminal case, it's crucial for police to have access to information. So this is the first way how we help law enforcement agencies perform their role. We serve as a data hub for law enforcement, where we process millions and millions of criminal records, allowing them to identify the location of criminals, allowing them to identify location of criminal assets, for instance. Last year alone, our databases hosted more than 150 million criminal records. And our member countries, altogether, they checked those databases more than 9 billion times. It means that a criminal that is wanted by the Macedonian authorities, once it's included in our databases, the entire community will check that. They will be checked against passenger lists, they will be checked against border control, and also they will benefit from the analytical work that is performed by our colleagues at the General Secretariat headquarters. But we also help in another aspect, which is by providing the support
for transnational operations. When you have an investigation of drug trafficking, for instance, and you are able to identify the members of the organization in different countries, you are able to identify their financial resources located in different countries, you need to have a central platform that will help coordinate the operational activity, meaning that we'll get the involvement of other agencies, and then Interpol provide the tools, the capabilities, and the environment for them to cooperate. When a member country joins our organization, they have access not only to the tools, but to the legal framework that allow us to move that information fast, without restriction, and in a way that it can be used for official activities. I want to ask you something, and I want to hear your opinion on that. To what extent does corruption facilitate organized crime? Can any country effectively combat organized crime if its institutions are not resilient to corruption? Corruption is the oxygen that criminal networks need. When they perform their activity, if they get facilitation through corruption, this will mean that they will grow, that they will develop more activities. So it's important that we fight corruption, and for that Interpol has a dedicated unit that provides support to member countries on training their officials, on developing techniques and tools that are used to identify cases of corruption. But it's equally important that law enforcement agencies also identify cases of corruption internally, and we support member countries in developing those capabilities as well. As I said, corruption is an important element in the development of criminal activities, organized criminal activities, and the success of any case, of any investigation, needs to focus on identifying and eliminating corruption related to criminal activities. Looking ahead, what are Interpol's main strategic priorities for the next, let's say, 5 years? Where will the organization place its greatest emphasis? Would that be technology, as you mentioned, cyber crime, financial investigations, or maybe some other key areas? Right now, our organization is focusing on modernizing itself and providing modern tools to police agencies around the globe. We understand that the success of the fight against criminal networks is based on the ability of police agencies to have proper investigation, to prevent crime, and for that they need to have access to tools that will help them with that activity. We are also focusing on developing new tools based on artificial intelligence that are used by law enforcement agencies around the globe. We know that in this evolving scenario, it's very hard for police agencies to keep the same pace in developing their own tools, and we are helping them in this process. And we also see how the technology components are more and more relevant on the work of law enforcement. So we are working to develop the guidelines for technical use, but also for the responsible use of technology by law enforcement agencies. Well, thank you very much. I think that we gave very important information to our viewers tonight. Thank you for the opportunity and for your visit to our country. It's my great pleasure. Thank you very much. Нови правила за организирање гиваве и подароци. Од идната недела задолжителна дозвола за организирање и на доместок за нивно приредување. Размената на оган продолжува, ескалираат тензиите помеѓу САД и Иран. Измените во Законот за игри на среќа носат нови правила за организирање на гивави подароците. Од идната недела задолжително ќе биде дозвола за нивно организирање, но и на доместокот кон државата за нивно приредување. Се регулира пазарот за организирање подарувања.
Сите инфлуенсери и познати личности, како и компании, кога подаруваат производи, прво ќе мора да побараат дозвола од Министерството за финансии. За неа ќе треба да платат надомест од 6.000 денари. Кога ќе го добијат одобрението, во рок од 3 дена обврзани се да платат и 18% од вредноста на подарокот. Овие новини се дел од Законот за игри на среќа и според надлежното министерство. Со него ќе се прецизираат условите за тие што приредуваат вакви настани, а учесниците ќе добијат поголема транспарентност. Влогот е фактички лајкувањата, споделувањата, тагнувањата, кога имаме производи, нели имаме рекламирање, понуда на производи и сето тоа се регулира и е во рамките на тоа игри на среќа. Оние што сакаат да ги приредуваат овие игри, потребно е во Министерството за финансии најдоцна 30 дена пред одржувањето на излекувањето да поднесат барање. Социјалните мрежи изминатиот период се преплавени од гивавеј настани, каде најчесто фирмите ангажираат познати личности да ги рекламираат и да подарат одреден производ. На тој начин компаниите добиваат бесплатна промоција, а инфлуенсерите заработуваат. Во последно време и сведоци бевме сите и целокупната македонска јавност што се случуваше во доделувањето на тие наградни игри и како на еден така заобиколен начин се рекламира брендови и слично и дел од организаторите остварува лични профити, приходи кои што и надвор од законот. Новина во законот е што правилата на игра, како и резултатите од добитниците треба да бидат јавно објавени. Времетраењето на една игра не сме да биде подолго од 1 година. Законот ќе почне да се применува од следната недела, односно од 14 јули. Од Сдруженијето на инфлуенсери во моментов се без став за ваквото законско решение. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Откако нафтата на светските берзи скокна на околу $80 за барел, се најавува можност за повторно да се активираат мерките за цените на горивата. Власта е задоволна од справувањето со кризата, а опозицијата критикува дека единствено нешто во што владата била успешна се задолжувањата. Можно е владата повторно да ги активира мерките за цените на горивата. Откако нафтата на светските берзи скокна на околу $80 за барел по новите напади на Блискиот Исток. Премиерот Мицкоски вели дека состојбата се следи. Доколку има потреба, мерките стојат на располагање. Оцени дека актуелните случувања создаваат неизвестност на енергетските пазари, но уверува дека државата има доволно резерви и план за навремено снабдување со енергенси. Мицкоски посочи дека Македонија и натаму има најниски цени на горивата во регионот. Статистички имаме најниска цена и убедливо најниска цена. Некој ќе рече, ама нашата плата кукава е цената на бензините и на дизел. Да, така е, но тоа е брзански производ. Тоа не зависи од предприемачка логика, тоа не зависи од политики на влада. Тоа е брзански производ и сите од иста берза купуваме. Процесот е како го менаџираме од тој момент додека го користат граѓаните. И така било со децении наназад. Така што тој сеир ќе го оставам на оние кои што се уште живеат во тоа политичко мучуриште како што е опозицијата. Мерките за горивата беа во сила од крајот на март до средината на јуни. Владата интервенираше со намалување на ДДВ-то и акцизите. Ценовниот шок се амортизираше, но за сметка на тоа, само поради кратењето на акцизите, државната каса остана покуса за околу 24 милиони евра. Опозицијата па критикува дека единствено нешто во што владата била успешна се задолжувањата. Мицкоски со лаги дојде на власт, со лаги владее. Ветуваше дека економијата ќе биде тигар, ветуваше инвестициски бум, ветуваше подобар животен стандард. Ништо не исполни. Инфлацијата почна да се смирува. Државна статистика измери раст во јуни од 3,4%. Пазарните инспектори пак констатирале дека поскапувањето во дел од маркетите не доаѓа од повисоките набавни цени, туку поради зголемените профитни маржи. Причините за ваквото однесување ќе се разгледуваат на средба во владата следната недела. Мартин Арсов, Сител телевизија. Лекот Фостер од 1 август со партиципација од 280 денари, информираше директорот на Фондот за здравствено осигурување. Лекот против згручување на крвта, Ксарелто, од 1 јануари ќе биде достапен за 160 денари. Од Фондот најавија засилени контроли во аптеките по пријава дека дел од нив лекови со партиципација ги продавале на приватно.
Од 1 август пациентите со астма и хоп ќе го земаат лекот Фостер само со партиципација од 280 денари. Од 1 јануари пак Сарелто против згручување на крвта ќе биде 160 денари во аптека. Ова денеска го најави директорот на Фондот за здравствено осигурување. Поголем избор на брендови од иста генерика може да донесе пониски цени за пациентите. Овие околу 50 милиони денари само со ово намалување од 800 денари на референтната цена што имаме кај Фостер, ние нема да ги употребиме за купување на автомобили, туку ќе ги употребуваме за до нова година воведеме лек од најнова генерација за истата категорија на пациенти за астма и за хронична обструктивна болест. И покрај проширувањето на позитивната листа со антикоагулантни лекови, пациенти доставиле представки за 2 аптеки во Скопје и 5 во Битола, кои не им ја давале терапијата на рецепт, туку ја нуделе приватно. Од фондот вчера почнале со засилени контроли за да утврдат кој не работи согласно договорите. Ние имаме во договорите со аптеките предвидено казни за недостапност на лекови на позитивна листа, сите лекови, не само новите лекови. Значи сите аптеки се должни спрема договор што ги имат со фондот да се сите лекови на позитивна листа достапни. Поради финансиски товар, дел од помалите аптеки немаат скапи лекови, но треба да знаат каде пациентот може да го најде на рецепт. Сања Димитровска, Сител телевизија. Револвери со боева муниција како подарок од Ердоган за НАТО лидерите. Таков подарок добила и македонската председателка. Во вестите во 21. Во продолжение информациите од спортот.